Здраво, драги ученици! Добре дојдовте во уште една училница. Јас сум наставничката Сонја Даниловска од Основното училиште Никола Карев од Пробиште. Се надевам дека сте добро расположени и дека сте подготвени за нови знаења. Денеска ќе имаме час по македонски јазик и го изучуваме наставното подрачје јазик. Наставната содржина која што ќе ја работиме е употреба на голема буква и наводници, а целта на часот ни е да стекнете знаење за тоа каде и на кој начин се употребува големата буква и наводниците во речениците, односно кога пишувате или кога писмено се изразувате. Најпрвен да се потсетиме што е тоа интерпункција и зошто служат интерпункцијските знаци. Интерпункцијата представува систем од писмени знаци со кои се означуваат почетокот и крајот на речениците, границата и односите меѓу дел реченици и меѓу реченични членови, интонацијата, темпото и паузите при зборувањето. Ние денес ќе учиме каде се употребува големата буква и наводниците како дел од писменото изразување, односно кога пишувате да ги запазувате овие правописни правила. Прво и основно правило за употребата на голема буква е дека се пишува на почетниот збор на секоја реченица. Односно, секоја нова реченица треба да започне со голема буква. Например, учениците од 4-то одделение отидоа на театар. Приметувате буквата У како прво зборче, како почетна буква голема. Птиците преселници се вратија и оваа пролет. Буквата П е со голема бидејќи е почетна буква на првиот збор од реченицата. Денес си купив нови чевли. Исто така, Д е голема бидејќи е почетна буква на зборот со кој што започнува таа реченица. Со голема буква ученици исто така се пишуваат имињата и презимињата на луѓето, но и сопствените имиња на животните. Што значи тоа? Кога пишуваме реченици во кои што треба да напишеме име и презиме, задолжително се пишуваат со голема буква, но и имињата на животните. Например, утре на Дарко Иванов од нашето одделение му е роден ден. У како почетна буква во реченицата, Дарко Иванов како име и презиме со голема буква. Тања излезе на прошетка со своето куче Бруно. Тања како име, но и како прво зборче во реченицата и Бруно како сопствено име на кучето. Забележувате, општата именка куче се пишува со мала буква, но сопственото име на кучето Бруно со голема буква. Со голема буква ученици се пишуваат и имињата на сите географски поими. Тука спаѓаат државите, градовите, селата, реките, планините, езерата, морињата. Значи, кога ги употребуваме во реченица, се пишуваат со голема. Например, Вилјана го посети градот Скопје и се прошета покрај кејот на реката Вардар. Билјана како име и како прво зборче, името на градот Скопје, името на реката Вардар се напишани со голема буква. Минатата година Никола беше на летување на Охридско езеро и таму се запозна со другарче од Србија. Минатата како прво зборче, значи голема, Никола како име и што ќе забележиме овде? Охридско езеро е име на географски поим. И колку изборчиња да има во неговото име, сите се пишуваат со голема буква. Затоа е напишено и Охридско и езеро со голема буква. И името на оваа држава исто така е напишано со голема буква. Највисокиот врв во Република Северна Македонија се наоѓа на планината Кораб. Н како голема буква, бидејќи е почетна буква во реченицата, името на нашата држава, бидејќи се состои од 3 збора, и Република, и Северна, и Македонија, со голема буква, и името на планината Кораб, исто така напишано со голема буква.
Со голема буква исто така се пишуваат и имињата на празниците. Ако празникот ученици содржи два збора во неговото име, со голема буква се пишува само првиот збор. Например, Нова година, само нова е напишано со голема буква, останатиот збор е со мала буква. Великден, Бајрам се со еден збор и сите се напишани со голема. Божик, 11 октомври, 1 мај, 8 септември. Овде можеме да забележиме дека некои празници ученици во своето име содржат датум. Кога датумот е напишан со збор 11 октомври, се запишува како и сите празници, значи првиот збор со голема буква, другиот со мала буква. Но кога датумот е напишан со цифра, односно со број, во тој случај првиот збор што следува после бројот се пишува со голема буква. Например, 8 март, 13 ноември, 11 октомври. Значи цифрата, па веднаш до неа, во тој случај се пишува голема буква на месецот. Со голема буква се пишуваат имињата на улиците, плоштадите, институциите. Значи училиштата, градинките, библиотеките, факултетите, нивните имиња се пишуваат со голема буква. Овде имаме нешто важно да запомниме. Кога се пишуваат имињата на институциите во реченица, се пишуваат задолжително, освен со голема буква, во наводници. Значи, ќе ви покажам сега во неколку примери. Например, концертот на ансамблот Танец се одржа на плоштадот Македонија во Скопје. К голема буква, бидејќи почнува реченицата, името на ансамблот Танец со голема буква, името на плоштадот, бидејќи се вика Македонија, со голема буква, и името на градот Скопје исто така со голема. Училиштето Гоце Делчев се наоѓа на улицата Партизанска. У како голема буква, како почетна, сега името на оваа институција, односно на ова училиште, се вика Гоце Делчев, бидејќи се работи за име и презиме. И името и презимето се пишуваат со голема буква и задолжително се пишуваат во наводници. Исто така и името на улицата е напишано со голема буква. Со голема буква исто така се пишуваат имињата, односно насловите на книгите, лектирите, делата, списанијата, приказните, текстовите, песните што ги учиме, а во исто време ученици задолжително треба да се напишат и со наводници. Например, со нетрпение го чекам наредниот број од моето омилено детско списание Развигор. С како голема буква како почетна и името на ова списание Развигор со голема буква, но и во наводници. Марко ја прочита книгата Сказна за детето Виле. Марко со голема буква и како име и како почетна буква. Името на оваа книга Сказна за детето Вилен, бидејќи, значи, започнува со голема буква, бидејќи имаме име, и името е со голема, и задолжително целиот наслов е ставен во наводници. Јован на училишната приредба ќе ја рецитира песната Другарство. Јован и како име и како почетна буква, името на песничката Другарство со голема буква и во наводници. Каде уште се употребуваат наводниците, да видиме што треба да запомниме. Како што рековме во претходните примери, наводниците се употребуваат за изделување на имињата на установите, списанијата и книгите. Но исто така, наводниците ученици се пишуваат и кога треба да наведеме некој текст кој што некој друг го кажал или го напишал, а ние сакаме да го наведеме, да го цитираме баш како тој што го кажал. Например, наставничката рече: денес ќе ја сликаме пролетта. Значи, она што наставничката го изговорила, денес ќе ја сликаме пролетта, е цитирано и е ставено во наводници и со голема буква е започната, значи таа реченица, а наставничката рече пред да го цитираме, ставаме интерпунктискиот знак 2 точки. Може и на овој начин. Зошто си тажен? Праша Маја.
Она што Маја го прашала, го цитираме и го ставаме во наводници, бидејќи се работи за прашална реченица, значи стои знакот прашалник и потоа се пишува што, значи кој го прашал тоа. Ајде да видиме што научивме денес и дали сме подготвени да повториме заедно, да видиме колку сме совладале. Што ни е сега нашата задача? Да дадеме точен одговор, меѓутоа иако сгрешиме, ништо не е страшно, заедно ќе се поправиме. Треба ученици заедно да ја пронајдеме грешката во реченицата, а грешката е направена од она што го учиме. Каде е употребена голема буква и наводници? Дали правилно е употребена? Ајде да видиме. Првата реченица е вака. Марина и Ана се другари. Погледнете добро да видиме каде е грешката. Браво! Па Ана е сопствено име и не може да биде напишано со мала буква, затоа правилно треба да биде напишано вака. Марина и Ана се другарки, но и Марина и Ана да бидат напишани со голема буква. Вчера се сретнав со Александар Давидковски од Крива Паланка. Овде имаме име, презиме и име на географски поим. А ние знаеме дека името и презимето треба да се напишат со голема буква и од колку изборчиња да се состои географскиот поим, треба да бидат напишани со голема буква. Така е, ученици, грешката е тоа што Давидковски е напишано со мала буква и вториот дел од името на градот е напишано со мала буква. Значи, правилно треба да биде напишано вака и името и презимето со голема буква и Крива и Паланка да бидат напишани со голема буква. Браво! Кире и Андреј живеат во Битола, на улицата Илинденска, а учат во училиштето Никола Карев. Ајде, погледнете да видам дали сега ќе откриете каде е грешка. Во право сте. Па погледнете, првата буква не е голема, плюс тоа е име, значи треба оваа буква да биде голема. Андреј исто така е име, е напишано со мала буква. Битола е напишано со голема буква. Меѓутоа, името на улицата Илинденска е со мала буква, а погледнете името на училиштето. Никола Карев. Карев е презимето на Никола, треба да е напишано со голема буква, а бидејќи е име на институција, треба да биде ставено во како? Во наводници. Еве како правилно треба да изгледа напишана оваа реченица. Браво! Одиме понатаму. Оваа недела ја читав книгата Двојната лота и моето омилено списание другарче. Погледнете, има наводници, има големи букви, но дали се точно употребени? Овој пат погодивте. Па не треба зборот книгата да биде во наводници, туку името на книгата. Во овој случај Двојната лота, но името на лота исто така требало да се напише со голема буква и списанието другарче треба да е во наводници и еве како треба да биде правилно напишана оваа реченица. Баба ја погали Мила па и шепна: "Ти си умно девојче." Дали овде точно е пренесен говорот на бабата и дали правилно се употребени наводниците и големите букви? Големата буква е употребена правилно. Меѓутоа, кој дел од реченицата треба да стои во наводници? Она што баба го изговорила. Уште едно браво за вас. Значи, правилно треба да биде напишана на следниот начин. Баба ја погали Мила па и шепна. И во наводници тоа што баба го изговорила. Ти си умно девојче. Сега ќе ви дадам една задача, која што ако правилно ја изработите, односно правилно ги напишете овие одговори, ќе видите колку сте ја совладале денешната наставна содржина. Обидете се да ги дадете одговор и при тоа да внимавате се она што го учевме на овој час, каде се употребува големата буква и наводниците. Прво ќе ми одговори. Како се викаш? Твоето име и презиме? Каде живееш? На која улица и во кој град? Внимавајте што ќе напишете со голема буква.
Ако имаш милениче, значи куче, маче, папагалче, за оние што имаат миленичиња, што е твоето милениче и како се вика? Внимавајте како се пишуваа имињата на животните со каква буква. Во кое училиште учиш? Внимавајте добро името на училиштето, како ќе го напишете и дали ќе го ставите во наводници. Која е твојата омилена книга што си ја прочитал? Како и твоето омилено детско списание. Обидете се да ги напишете правилно и правилно да ги употребите големите букви и наводниците во сите ваши реченици. Толку од мене за овој час. Сите ве поздравувам до некое наредно дружење во Е-училницата. До тогаш, до гледање на сите.